Од 8 до 9% инфлацијата ќе се сведе оваа година. Ова се проекциите на гувернерката на Народната банка на Македонија Анита Ангеловска-Бежовска, изнесени денеска пред новинарите. Аргументот го темели на енергетската компонента, што во значителна мерка би придонела за забавување на инфлацијата за 2023, а се должи на предпоставките за намалување на цените на енергенсите и постепено ублажување на ценовните притисоци кај храната. Се предвидува забавување на инфлацијата на едноцифрено ниво во распон од 8 до 9% оваа година, а потоа на среден рок на тамошно намалување и сведување по 3%, како што беше всушност предвидено и со октомвриската проекција. Во основа кај инфлацијата, согласно со постојните остварувања, не правиме ревизии во однос на нашите октомвриски проекции. Во наредниот период ќе дојде до стабилизација на цените, тврди Бежовска, базирајќи се на закрепнување на најзначајните трговски партнери. Тоа ќе иницира стеснување на дефицитот кај тековните трансакции на 3,2% од бруто домашниот производ во наредната и 2,7% од бруто домашниот производ за 2025 година. За оваа година, при проектиран пат на цените на примарните производи, но и нешто поумерен раст на приватните трансфери, кои веќе достигнаа историски високи нивоа, се очекува намалување на дефицитот на 3,6% од бруто домашниот производ. На среден рок, очекуваната стабилизација на цените на примарните производи, заедно со очекуваното закрепнување на глобалната економија, а особено на европската економија како наш најзначаен трговски партнер, а со тоа и подобрување и на неенергетското трговско салдо, би влијале за натамошно стеснување на дефицитот кај тековните трансакции, значи кај дефицитот на тековната сметка, кој што во просек би изнесувал 3% од бруто домашниот производ и за негово постепено враќање на предпандемиското ниво. Народната банка внимателно ги следи макроекономските податоци и ризиците и како и досега ќе ги превзема сите неопходни мерки, користејќи ги сите расположливи инструменти за одржување на стабилноста на девизниот курс и за стабилизирање на инфлацијата на среден рок, заклучи гувернерката Ангеловска-Бежовска.